Новина во поднесувањето на даночните пријави по електронски пат настанува од 1 јануари 2013 година. И оваа можност ќе имаат најнапред месечните ДДВ обврзници. Токму заради тоа е и ова мое јавување, се со цел да не настане некое недоразбирање. Ги замолувам, апелирам, како сакате сватете ме, сите месечни даночни обврзници да дојдат во управата за јавни приходи, да го извршат тоа усогласување, односно, оние кои што не се регистрирани, да се регистрираат за користење на услугите на електронската комуникација на Управата за јавни приходи, се со цел од 1 јануари да можат по електронски пат да си ги доставуваат ДДВ 04 пријавите и даночните биланси. Значи, законската обврска на месечните даночни обврзници за поднесување на пријавите по електронски пат е од 1 јануари 2013 година. Додека за тромесечните даночни обврзници оваа обврска е од 1 јули 2013 година. Ова не значи дека и годишните даночни обврзници не може да дојдат во нашата управа и да си поднесат барање за доделување на код. Меѓутоа, за нив рокот дополнително ќе биде кажан кога ќе биде крајниот рок за нивно усогласување. Значи, Управата за јавни приходи ги апелира до граѓаните, односно ДДВ обврзниците, да го направат ова усогласување се со цел на поедноставен начин да биде комуникацијата помеѓу Управата за јавни приходи и даночните обврзници. Значи, придобивките од ваквиот начин на комуницирање се многу добри. Значи, даночните обврзници можат на едноставен, брз и лесен начин да ја достават својата даночна пријава до Управата за јавни приходи и повратно да добијат дали е во ред или не е во ред таа даночна пријава. Значи, не би сакала да зборувам во денешно време кои се придобивките од електронската комуникација, само сакам да не направиме грешка, да не го чекаме последниот рок 31.12, него овој период, октомври-декември, да си го искористиме за ова усогласување. Значи, за да постое добра електронска комуникација, даночните обврзници треба да си набават USB токени, кои што може да ги набават од властена куќа. Исто така морам да ги известам нашите даночни обврзници дека Управата за јавни приходи ќе врше редовно обука во овој период октомври-декември за начинот на користење на нашиот ЕТАК систем. Се надевам дека ќе се испочитува овој рок октомври-декември.